Од 1997 година па наваму во државата пропаднале 11 банки и штедилници во кои штедачите заглавиле со речиси 25 милиони евра. Најмногу пари во неврат на граѓаните им отишле надевајќи се на добро во некогашната Македонска банка. Таму доброволно тие однеле 29 милиони евра, но со пропаѓањето назад добиле 8 милиони помалку. Слична судбина имали и парите на штедачите во другите пропаднати банки, бидејќи разликата во обештетувањето е мала. 20 и повеќе години потоа од пропаѓање на првата банка, во долгиот период на процедури, неизвестности и неброени денови на нервози, Фондот за осигурување депозити на граѓаните им исплатил околу 90% од нивните пари. Но ова е само бројка за правна сатисфакција, зашто неизвестноста со парите многумина ги чинише здравје, а неколкумина и живот. Например, аферата ТАТ освен милиони однеси и најмалку 3 животи. Луѓето едноставно си ставија јамки околу вратот, а нивните семејства се и без пари и без најблиските. Освен болниот губиток на пари, пропаднатите банки и штедилници искреираа и обратни примери. Имено 2,4 милиони евра нивните некогашни штедачи се уште не си ги подигнале и по 20 години. Анализата покажува дека 50% имаат од 100 па до 1000 денари, кои свесно или не и ги оставиле како незначителна за нив сума, но има такви со многу повеќе пари. Секако, тие се нивни и можат од фондот да ги подигнат, но засега тоа не го прават. Можеби не знаат, а можеби и тактизираат. Имено, лани во јуни 10 години од аферата со Македонска банка, 6 штедачи се појавиле на шалтерите и со себе однеле ни повеќе ни помалку туку 720.000 евра. Зошто порано со коферите не се појавиле во фондот, може само да се претпоставува, но толку пари на чекање џабе не се оставаат.